Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Во клиничката болница во Тетово се лекуваат 45 пациенти, претежно се на кислородна поддршка. Во Гостиварско на големо се опустошуваат шуми, презентирани заклучоци од ново истражување. Превентивен преглед на видот кај децата треба да се направи на 3 до 4 годишна возраст, препорака на офталмолозите. ...4394 лица биле регистрирани како позитивни на COVID-19 во Тетово и Тетовско од почетокот на пандемијата до сега. Денеска во општина Тетово се одржа седница на кризниот штаб, а градоначалничката Теута Арифи ги соопшти последните информации за состојбата со епидемијата во Тетово и Тетовско. Бројот на диагностицирани со COVID од почетокот на пандемијата до денес е 4394 лица. Од оваа бројка до сега се опоравиле 3154 лица, 162 починале. Значи, активни случаеви во Тетово и 5 околни општини имаме 984 лица. Во клиничката болница во Тетово во моментот на одделот за инфектологија се лекуваат 45 пациенти, кои, значи, секогаш кога информираме или кога сме информирани за пациентите кои се на лекување, се работи за пациенти кои се претежно на кислородна поддршка. Здравствените власти исто така денеска информираа дека деновиве започна со изградба и на модуларната болница за COVID-19. Ова модуларна болница, значи, е една од 17 на такви центри кои се градат во цела држава со средства на Светската банка, и након ние како општина, значи, ја обезбедивме целосната документација за да може, значи, Министерството за здравството да продолжи да процедира, значи, со инвестицијата. Во градинките и во училиштата, значи, бевме информирани за следната епидемиолошка состојба. Во градинките имаме 5 активни случаи, значи 5 воспитувачки кои излегле позитивни на тестирањето и 3 групи на деца кои се во изолација и 12 наставници во основните училишта. Додека исто така имаме и 12 наставници во средните училишта, но како што знаете, поради фактот што во средните училишта целиот процес на образование се врши од дистанца, така да тоа нема импакт во однос на изолирани групи. Исто така, значи, ја искористивме можноста пак да апелираме, особено, значи, кај луѓето со поодмината возраст, да се јава, значи, на лекување или на лекар што порано, значи да не се остави болеста да напредува, па после тоа јавувањето, значи, во третманот, значи медицински, да не се задоцни. И исто така инсистираме и бараме да максимално да се воздржиме од групирањата, максимално да се воздржиме од собирања по дома, надвор, затоа што се работи за период на годината кога веќе е студено и луѓето се повеќе се собираат во затворени простори и тоа има своји последици. Во регионот на Гостивар немилосрдно се опустошуваат големи површини шума. Црни точки се пределите околу селата Куново, Србиново, Чегране, Форино, Јеловце. Ова се заклучоци од истражување за состојбата со дивата сеча, кои денес беа презентирани во Гостивар. Шумите во регионот на Гостивар се на удар на бесправната сеча. Немилосредно се опустошуваат големи површини шума, цвета бизнисот со продажба на нелегално исечените дрва. Ова го потврдува истражувањето спроведено во рамки на проектот спротивставување на корупцијата во животната средина на локално ниво, што го реализира Центарот за европски стратегии Евротинг.
Денес во Гостивар беа презентирани резултатите од анализите. Гостивар е еден од регионите каде што многу се сече шумата, зборувам за бесправната сеча, можам да кажам дека и безочно се сече. Има одредени делови околу Гостивар кои што се зежешки точки, каде што дивата сеча има оставено големи последици. Едно од спецификите на Гостивар е тоа што веќе се сече и на приватни имоти, во приватни шуми, меѓутоа се сече зеленило и во градот, значи во урбаната средина, во самиот центар на Гостивар. Деловите околу селата Куново, Србиново, Чегране, Форино се само дел од жешките точки каде што многу се сече, како и сите оние повисоки места на планините Сува гора и на Бистра. Гледките од некогаш богатите шуми сега се застрашувачки, вели Горан Николовски, кој како искусен планинар добро ја познава состојбата на терен. Особено загрижува што зеленилото во срцата на планините се уништува со тешка механизација, нагласува тој. Кога ќе погледнете кон убавото зеленило кое што не обкружува, ќе видите бели пеги. Таму некогаш била шумата, за жал, а сега е бело оставена голина. Она што исто застрашува е што мислам дека и без контрола се навлегува со земјени патишта многу длабоко во шумата. Ако некаде имало планинарска патека, прво е навлезено со моторизирани авантуристички возила, квадови мотори, а потоа и со булдужери и со багери. И немилосредно се сече шумата. Отворени се нови патишта, луѓето понекогаш и не ги разбираме, ќе речат дека биле на планина, меѓутоа не со своја мака, со своји нозе, него биле со возила. И каква корист од таква посета на планина. Податоците до кои дошле истражувачите во проектот покажуваат дека во периодот од 2010 до 2019 шумското стопанство во Гостивар поднело 287 кривични и 95 прекршочни пријави за бесправна сеча. СВР Тетово во рамки на акцијата Гора поднело 166 пријави за 278 кривични дела. Последиците од бесправната сеча се бројни, зголемени ризици од поплави, појава на слечишта, уништен биодиверзитет, загаден воздух, загадена почва и други. Депонирањето смет во Тетово се уште без никакви стандарди. За сега нема официјално решение за проблемот кој постои подолго време. Сторија на Милена Бучевска. За 3 години во Тетовско се загадени 3 локации кои се користени за претовар на сметот. Прво на влезот во градот, па во близина на Требош и моментално кај селото Фалише. Локалните власти изминативе години, освен менување на локациите за претовар, не најдоа друго решение за отпадот. Претоварната станица овде позади мене во близина на селото Фалише се уште работи без никакви стандарди. Сметот од Тетовско кој што се собира, буквално се истура на земја пред да се однесе во Трисла. Веднаш спроти оваа депонија се наоѓаат обработливи земјоделски површини, кои полека престануваат да се користат, оти ѓубрето веќе 2 години ја загадува почвата и подземните води. Наместо решение, надлежните и натаму со иста приказна. Се барало нова локација, која ќе работела по стандарди. Но после многуте лаги овие години дека нешто ќе се реши, тетовци ја губат довербата. Градот, велат, никогаш не бил толку запоставен. Катастрофа, немам што да кажем друго. Позагаден град, не знам дали има и дали имало овдеве. Катастрофе, сами гледате. Не сум задоволен, и опште не сум задоволен од ова градончева што е до сега што работела. Па ако дојде некој добар, ќе биде подобро, ама овака не иде. Мислам дека сме најбалкан град во Македонија. Изгледа не ќе работат за граѓаните, ниту градоначалниците, ниту владата, никој. Граѓаните оставени сами на себе. Кој како ќе се снајде, така ќе тера. Ова нигде го нема што го има у Тетово. Кај да појдеш подалеко, Тетово е почисто. Проблемите во комуналната сфера наместо да се расчистуваат, се повеќе се таложат. Состојбата не е сјајна ниту во самото предпријатие. Комуналното е до гуша во долгови, а вработените кои неодамна протестираа, со месеци се оставени без плата и придонеси.
Изречени 2 забрани за горење отпад во Тетово, координирани надзори со локални инспектори биле извршени во Скопје, Тетово, Куманово, Кочани и Кавадарци, истакна на денешната пресконференција Ана Петровска, директорката на Државниот инспекторат за животна средина. Спроведовме координирани надзори со локални инспектори. Во координација со овластени инспектори, инспекторатот спроведе вонредни надзори во Скопје, Тетово, Куманово, Кочани и Кавадарци. Во Тетово, при координиран надзор на повеќе помали загадувачи беше откриено горење на иверка и остатоци од производство на столарија и мебел, за што се изречени 2 забрани за горење отпад. Ќе се прават контролни увиди за да се провери дали се почитува забраната и ќе се достави платен налог за глоба ако тоа не се почитува. Од 18 декември до 21 јануари кафулињата и рестораните да работат до 18 часот наместо до 21. Ова е новиот предлог на Комисијата за заразни болести. На денешната седница на Комисијата имало и представници на Независната угостителска комора кои го изразиле несогласувањето со новиот пакет мерки. Од 18 декември до 21 јануари кафулињата и рестораните да работат до 18 часот наместо до 21. Ова е новиот предлог на Комисијата за заразни болести, кој денес си го препорача на владата за да се избегне зголемување на бројот на заболени од COVID-19 во престојниот празничен период. Министерството за здравство информира и дека Комисијата ќе достави и препорака да нема групирање во станови за престојните празници, а ќе им препорача и на хотелите да ги затворат своите ресторани по 21 часот. Комисијата исто така препорачува забрана за групирање по плоштади за дочек и прослава на новата година, како и секаков вид собири во периодот на празниците. Во однос на верските празници, Комисијата за заразни болести укажува на тоа дека на сила е забраната за собири надворно отворено на повеќе од 4 лица, додека внатре во објектите на сила е препораката максималниот број на лица да не е повеќе од 30% од капацитетот и сите лица да се со маски. Предлог на Комисијата е да се забранат секакви прослави во рамките на работните организации. На денешната седница на Комисијата имало и представници на Независната угостителска комора, кои го изразија несогласувањето со новиот пакет мерки. По завршувањето на седницата, Здравко Јосифовски од Независната угостителска комора истакна дека тие бараат за време на новогодишните празници да работат до 1 часот по полноќ и да се овозможи на угостителите да имаат соодветни музички програми. Трагедијата е што во било која одлука што се носи препорака и мерка се однесува исклучиво за угостителските објекти, а сметам дека во соработка со Државниот пазарен инспекторат, она што го постигнавме во изминатите месеци, кое што беше резултат да и причина да не затворат, односно ограничат во работното време во месец октомври, денеска не постои затоа што ингеренциите на Државниот пазарен инспекторат толку се зголемени да секој оној кој што смета да се коцка и да игра, да не ги почитува мерките, ќе биде драстично казнет. Она што побаравме ние, да доколку се врати работното време кое што не беше валидно пред месец октомври и да се дозволи за нова година барем до 1 часот да може да се обележат новогодишните празници и дочекот, да се испрати старата година достоинствено и да се почека да се дочека новата година значи во интерес на здравје. Се со цел да на некој си начин овозможиме и на народот и на угостителите достоинствено достоинствен опстанок во угостителската индустрија. Ние било која мерка ќе ја испочитуваме што ќе ја донесат, а дали угостителите и кои угостители ќе можат да функционираат со новите мерки не знаеме. Меѓутоа факт е дека оваа одлука доколку ја прифати оваа препорака владата, дека треба да размислува на кој начин и дали ќе ги надомести штетите што ќе резултираат од овие ограничувања на угостителски објекти. Останува на сила забраната за собири на јавни места и се апелира до единиците за локална самоуправа да го засилат надзорот за почитување и спроведување на оваа мерка. Превентивен преглед на видот кај децата треба да се направи на 3 до 4 годишна возраст, без оглед дали се забележуваат некои тешкоти со гледањето или не, препорачуваат офталмолозите. Тие нагласуваат дека навременото откривање на проблемите е клучно за да се сочува видот. Родителите задолжително да ги однесат превентивно децата на офталмолог на 3 до 4 годишна возраст, за навреме да се откријат проблеми со видот доколку ги има, препорачуваат офталмолозите. Лекарите објаснуваат дека тешкотиите со гледањето може да се манифестираат различно. Детето да ги доближува предметите блиску до лицето, често да ги трие очите, да го покрива едното око кога гледа одблиску или да му се појавува главоболка.
Сепак, кога се работи за деца и почетно нарушување на видот, на изглед може да се чини дека се е во ред. Токму затоа офталмолозите ја нагласуваат потребата од рутински преглед, особено во денешно време, кога најмалите често се наоѓаат пред електронски уреди кои лошо влијаат врз видот. Идеално би било и да нема и да не се жали, барем до 3 до 4 години, над 3 до 4 години, да кажем така, кај деца да се направи еден рутински офталмолошки преглед. И во самиот тој преглед се гледа дали дете има некоја рефрактивна аномалија, да кажем дали има потреба за наочари или не. Заради тоа што и ако има мал диоптер со употреба на да кажем овие електронски апарати, телефон, компјутер и телевизија, тоа и таа континуирана употреба може да доведе до тоа дека и да се зголеми тој диоптер. И ако на време гледаме дека има диоптер ќе се најде и ќе се коригира тоа со наочари, тоа ќе биде доста полесно и за децата и за наставителите. Одредени анализи покажале дека 5 до 10% од децата во предучилишна возраст и 25% од децата на училишна возраст имаат некои проблеми со видот. Овој податок треба да биде доволен аларм за родителите да ги послушаат советите на лекарите за рани превентивни прегледи. Децата кои што имаат семејна историја на кратковидост или далековидост се под поголем ризик да развијат аномалија во видот. Онлайн наставата која стана наша реалност донесе опасност плюс за детските очи. Офталмолозите потенцираат дека за да го заштитат видот, учениците треба да прават паузи од електронските уреди на секој час, со гледање 5 минути во далечина и да го искористат секој момент за престој на отворен простор. Како до побезбедни планинарски тури во зима, но и безбедна опрема. На оваа тема планинарските водичи од Полошко вчера на Тетовското кале извршија неколку презентации. Планините како бегство од секојдневието во последниот период ги посетуваат се поголем број заинтересирани лица. Безбедно планинарење со соодветна опрема, особено во зимски услови. На оваа тема планинарските водичи од Полошко вчера на Тетовското кале одржаа презентации на кои ги едуцираа сите заинтересирани лица и членови на планинарски друштва како треба да се однесуваат и подготват за планинарска тура. Зимата знае да биде сурова заради ниските температури и снегот. Претседателот на Комисијата за планинарски водичи Горан Николовски вели дека често се случува луѓето да се упатат на тури без познавање на теренот и без никаква подготовка. Една од најважните работи кои што треба да ги знаат сите кои што на планина е да кажат претходно каде одат и да наведат кога од прилика планираат да се вратат. Значи тоа да го кажа на некој што знае каде се наоѓа тој регион, пријател, роднина и задолжително да очекуваат во тоа време и да се вратат. Во последниот период регистрирани се неколку незгоди при планинарење на Шарпланина. За среќа немало поголеми повреди кај планинарите. На едукативниот настан на Тетовското кале присуствуваа повеќе членови на планинарски друштва, заинтересирани лица за планинарењето, како и обучени планинарски водичи. 77 казни за неносење заштитни маски во изминатото деноноќие на подрачјето на СВР Тетово. Оттаму информираат и за физичка пресметка во угостителски објект во Тетово, како и физички напад врз 49 годишен тетовец. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 77 лица, 49 од Тетово и 28 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 92 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 856 лица од Тетово и 761 лице од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера вечер околу 21 часот полициски службеници лишиле од слобода 22 и 18 годишник од Тетово, кои претходно биле пријавени дека во угостителски објект на улица 133 во Тетово физички ги нападнале 39 годишниот сопственик и 33 годишниот менаџер на објектот, а причиниле и оштетување на инвентарот во објектот. Во физичката пресметка во која според пријавеното учествувале повеќе
веќе лица, а на која и претходела вербална расправија помеѓу двајцата пријавени и сопственикот и менаџерот на објектот, се користеле различни тврди предмети и при тоа повредени се 5 лица. Извршен е увид и се расчистува и документира случајот, пошто против инволвираните ќе бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера во 14 часот и 35 минути 49 годишен жител од Тетово пријавил дека 1 час пред тоа, пред неговиот дом на улица Преспанска во Тетово физички бил нападнат од 29 годишниот сосед, кој според пријавеното со тврд предмет го удрил по главата. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на овој случај. Изминатиот викенд на подрачјето на СВР Тетово била спроведена сообраќајно-контролна акција за пристигнување, во која вкупно биле откриени и санкционирани 102 прекршоци, 53 во Тетово и 49 во Гостивар. Најголемиот број од констатираните прекршоци се однесувале на пристигнување на забранети и непрегледни места, 90, против прекршителите изготвени се законски предвидените поднесоци. Во овие активности исто така биле откриени 46 други видови прекршоци, 40 во Тетово и 6 во Гостивар, пред се неносење на заштитни маски, истечена регистрација на возилата, управување без возачка дозвола, зборување на мобилен телефон и така натаму. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Останете со нас, следува спортскиот преглед со колегата Павле Симоски. Пријатно.